Остварувањето на еднаквите можности на мажите и жените во современото општество овозможува нивно еднакво учество во сите области од јавниот и приватниот сектор, еднаков статус и третман во остварувањето на нивните права, како и еднакви придобивки од остварените резултати. Овие одредби се елаборирани во Уставот на државата, но и во други законски акти. Меѓу нив е и Законот за еднакви можности на жените и мажите, со кој на сеопфатен начин се третира прашањето на родовата еднаквост и заштитата од дискриминација по основа на пол. Во нашата општина, во рамки на Советот, функционира посебна комисија, како тело кое ги застапува интересите на двата пола и се грижи за исполнување не само на законските одредби, туку и за справување со постојните нееднаквости, со оглед дека мажите и жените имаат различни потреби и приоритети, се соочуваат со различни пречки, имаат различни аспирации и придонесуваат за развојот на различни начини. Претседател на комисијата е Лилјана Арсова, со која во осумаголник разговараме за досегашното работење и плановите за престојните активности за остварување на можностите за еднаква застапеност на мажите и жените во нашата општина. Арсова, кои беа определбите да се влезе во политиката, да се стане член на Советот и на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените? Влегувањето во политика беше мој избор, од причина што политиката го организира општеството. Ние често пати знаеме да адресираме нешто на политичарите, меѓутоа свесни сме дека политичарите се тие што го организираат системот и општеството воопшто. Мојот избор беше што јас професионално веќе бев на некој начин афирмирана, веќе времето ми дозволуваше. Едноставно реков дека можам да направам нешто за моето кочан и за средината во која што живеам и тоа беше мојот избор за влез во политиката. Она што припаѓаме на една или друга политичка опција е собствен избор на како размислувам. Значи дали ќе припаѓаме на едно или на друго место, сепак е она како размислуваме, како се пронаоѓаме во тие средини и затоа е изборот мој таков каков што е. Влезот во политиката ми дозволи, да речем, да можам да влезам во Советот на општина Кочани како советник од Социјалдемократскиот сојуз и по сите оние договори што беа меѓу партиите, значи да станам член на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените. Се добива впечаток дека политиката е единствената шанса да се оствари еднаквоста меѓу мажите и жените во нашето општество. Нема ли други такви можности? Политиката всушност ја вгради климата како функционираме во општеството. Тука не можеме да игнорираме позицијата на политиката. Политиката е таа што всушност прави систем, дали тоа ќе биде воспоставено така или не. И тука не можеме тоа да го маргинализираме. Значи, присуството на мажите и жените подеднакво никогаш не може да биде гаранција, затоа што тоа по бројка никогаш не може да биде загарантирано. Значи, вклученоста во политиката на мажите и жените, па и во сите сегменти на работа е тоа каква клима има и колку можностите го дозволуваат тоа. Значи, ќе кажеме, ние генерално имаме стереотипи и предрасуди по одредени позиции во поглед на мажи и жени, со тоа што често пати, например, ќе слушнеме дека тоа е машка професија, тоа е женска професија, меѓутоа генерално ќе се сложиме дека веќе амбиентот се менува, па и кај нас во Македонија, па ќе речеме во Кочани. Значи, веќе немаме стереотипи толку изразени во тој интензитет и тоа движење мора да продолжи. Искрено, како жена, многу ми смета што ние сме презентирани како бројка, процентуалност, меѓутоа тоа е единствениот сега начин да може на некој начин да се загарантира простор за влез на жена. Меѓутоа тоа не гарантира дека може да има и квалитет. Значи, со тоа го гарантираме на некој начин просторот за број, меѓутоа квалитетот е сам по себе после ке се тоа. Што ќе речам и во машкиот дел. Јас никогаш светот не го делам на машки и женски. Значи, ние живееме во единствен свет во кој што сите имаме своји некои можности, сите имаме своји предиспозиции за да работиме нешто и сметам дека секој според она што го има како личен капацитет може да даде допринос во било кој сегмент од работата на општеството. И сега како дел од Комисијата за еднакви можности на мажите и жените, ќе речам дека всушност самата комисија е пласирана во тој облик, значи да се направи клима, да се направи простор и секој субјективно, да речам, не по дефиниција на пол, затоа што полово секако. Во сите документи што ги пополнуваме, полот го на некој начин наведуваме, значи тоа е разлика само по она како се раѓаме.
Меѓутоа, во извршувањето на општествените задачи, функции, останатото, мислам дека тука не треба да има резка граница меѓу тоа што е машки свет, а што е женски свет. Обично, кога се зборува за еднаквост на мажите и жените, се добива впечаток дека станува збор за родова рамноправност. Веројатно, овој поим е нешто поширок. Да, секако. Родовата еднаквост, значи, по некој принцип, линеарно е дека треба да има родова еднаквост, значи мажи и жени. Меѓутоа, структурата на самата комисија и оно што се акцентира преку и Собраниската комисија и нашата комисија општинска, во која што ние сите функционираме, сите општини имаат оваа комисија, значи тука е малку подруго поставено. Тука е правење на клима, правење на сензитивност, значи чувствителност дека постојат и мажи и жени, и дека и не само мажи и жени сме пород. Меѓутоа тука може и по тоа каква професија извршуваме, верската исповест, да речеме, или било што, значи само границата е меѓу полот, а останатото се, значи тука нема граница. Меѓутоа треба да се направи еднаков простор за сите, значи малку поинако е поставена работата. Родовата еднаквост е нешто понески стадиума, тоа значи сега малку пошироко е тоа вградено во работата и ќе речам на сега во политичкото действување, меѓутоа од политичкото действување ќе се шири во сите сегменти од работата на општеството. На тој начин ние можеме да станеме сензитивни за рамноправност по сите основи. Значи, негувајќи ја таа клима, негувајќи го тој однос, ние можеме сето тоа да го градиме и понатаму во сите сегменти на работата на општеството. Сметате ли дека со востановената долна граница од најмалку 30% учество на жените во политиката е обезбедена еднаквост меѓу мажите и жените кај нас? Мојот став личен е дека не е така. Значи, јас ќе бидам искрена и се сложувам со вас. Мене, пак како што реков и претходно, мене бројката не ми значи квалитет. Меѓутоа, единствен начин за да имаме загарантиран простор е сега вака да се организираме на некој начин, меѓутоа тоа прави и друга замка, затоа што некогаш само гледаме за задоволиме бројка, иако не сме направиле добра анализа, сондажа, и некогаш може да настане и едноставно да не се направи вистински избор. Меѓутоа, искрено, моментално така е поставена работата и гледам дека има движење. Затоа што само по бројка жените влегува во парламентот, меѓутоа ќе се согласите и квалитетот малку е како позиција се зголемува и самото тоа дава гаранција дека може тоа да се случува и понатаму така да се движи, меѓутоа сметам дека за некој време ќе треба малку да има корекции во поглед на тоа, значи бројката не мора да биде само принципот по кој што ќе се оди, затоа што еве јас како личност која што постојано работам на проекти, работејќи со странците, нив не им е битно половата припадност на лицето кое што конкурира за одредена работа, него неговото CV, настапот на интервју и разните други облици. Ние знаеме нашата политика како сега функционира и генерално ќе речем избор за да може жените и мажите да бидат во тој систем на политика сега ова е единствениот избор, меѓутоа сметам дека за некоја година пак ќе речем тоа ќе мора да се менува. Затоа што мора да бидеме рамноправни, сите имаме своји вредности како личности. Жените за нешто имаат плюс, за нешто минус, мажите исто така, значи ние сме цели ако сме сите. Во спротивно ќе фали нешто, значи еве како една особина кај жените дека сме посочувствителни и во принцип сме такви, затоа што и начинот на живот во кој што живееме, средината, значи сето тоа прави да ние сепак го имаме тоа малку чувство повеќе изградено, да речеме. Меѓутоа не смета тоа, ако ние од тоа дадеме повеќе, дека ќе недостасува во светот, мажите можат по нешто друго да понудат. Значи тоа е тоа, така треба и да функционираме и тогаш и ќе се разбираме меѓу себе. Сметам дека така ќе може и да станеме чувствителни за оној што е до нас. Дали е маж или жена, без разлика на тоа. Значи, ќе знаеме да го разбереме другиот, ќе знаеме да го почитуваме другиот, ќе знаеме да дискутираме, да го почитуваме што мисли тој, па да разменяме ставов. И така понатаму да се развиваме во подемократско општество, за да можеме да бидеме дел од она целото што се вели. Во овој состав на Советот на општината има зголемен број на жени. Може ли да се преслика оној квалитет за кој што зборувавте во парламентот во однос на квантитетот, дека може да се случи и во Советот на општина Кочани? Видете, ние во принцип како општество делуваме по принцип на модел.
Значи, кога ќе видиме дека една жена може да одговори на одредени барања, на одредени проблеми кои што општеството ги намајтнува, не само мажите како посебен пол, значи, по автоматизам ќе се препознаат многу жени и ќе почне движење во поглед на тоа. Претходните години тоа беше малку маргинално поставено и затоа движењата сега мене ме радуваат што се такви. Се повеќе жени се одлучуваат за избор политика. Порано, например, ќе речам дека македонската жена повеќе беше избор да биде дома со семејството и куќата. Меѓутоа, ќе бидеме искрени, професионалните обврски, излегувањето од дома, сето тоа не дава димензија дека ние мора општествено да делуваме во средината и тоа всушност не дава можност на некој начин да се вклучиме во политиката. Значи, она што го имаме како капацитет, значи да го на некој начин ставиме на услуга на општината, на државата или на било кој друг дел од работата на општеството и институциите во општеството. Реков на почетокот, председател сте на комисијата за еднакви можности на мажите и жените во општина Кочани. Некако се добива впечаток дека досега барем оваа комисија беше маргинализирана, односно незината работа и задачите што треба да ги исполни. Ќе направите ли нешто да се промени таквиот впечаток? Па искрено ќе бидам, досега и сметам дека беше таква позицијата и уште на старт јас најдов на некои со моите колеги советници кои што сме членови на оваа комисија. Значи, останатите комисии, кога имаме совет, они стално имаат точки од дневен ред и се актуелни. Ние досега немаме точка од дневен ред од нашата комисија. Тоа доволно кажува колку всушност ние како општина на таа област и посветуваме внимание. Тоа е мој еден личен индикатор за тоа. Втората работа е што ќе речам еве и за здравство и социјална заштита и таму сум член на комисијата, еднаш само сум била на комисија. Додека ќе кажеме урбанизам, финанси и некои други, да не ги етикетирам, значи они постојано имаат тема за работа. Според мене проблемот е тука. Ние можеме да градиме, можеме да поплочуваме, да правиме улици. Меѓутоа, она суштинското што се работи за луѓето, малку ни недостасува. И тука искрено ќе треба да менуваме сите со капацитетите колку можеме. Јас ќе бидам искрена дека кога почнав и кога го добив мандатот за председател на оваа комисија, веднаш всушност почнав да барам поле каде можеме ние да действуваме, каде можеме ние да направиме свој простор, меѓутоа сето тоа да биде насочено кон нашите граѓани и потребите на нашите граѓани. Не можеме да правиме сензитивност, односно клима за нешто да почнеме меѓу луѓето да го негуваме ако немаме простор за работа за тоа. Истото го имам забелешка и како совет, во делот на работата на советот. Значи, ние се лоцираме само на точки, урбанистички планови, комунални решенија и многу малку дискутираме за нешто што му тежи на кочанскиот граѓанин. Ке речеме, имаме социјални проблеми кои што треба можеби да ги продискутираме и да донесеме некоја одлука. Еве сега на чекор до тоа е буџетот на општината. Значи, ние имаме околу нас толку многу тажни приказни на луѓе кои што молат за помош. Еден човек да се јави, да побара помош од таков тип, тоа е многу тешко, секој мора тоа да го разбере. Значи, да дојдете до тој степен. Зошто ние како општина да не направиме можност, и тука е еднаква можност, значи да направиме можност тие луѓе преку општината во текот на годината да добијат она што е нивна потреба, а не да се чувствуваат дека се луѓе од понисок ранг. Значи, има многу моменти кои што треба да се менуваат. Еве, јас ке речам со мојот личен капацитет и колегите од комисијата кои што сме членови до сега, значи и во што го наметнавме како план, ќе се трудиме малку да предизвикаме движење во поглед на тоа и освестувањето, меѓутоа и потенцирање на некои работи за да може да се создаде една поинаква клима, еден поинакво видување на работите во Кочани. Подготвувате ли некаква програма, можеби акционен план што ќе биде вклучен во буџетот на општината за едната година? Па, искрена да бидам, не знам кај другите комисии, меѓутоа сметам по она што они го имат како делокруг на работа, ја немаат таа потреба. Меѓутоа, ние како комисија макотрпно работевме овој период со сите колеги, морам да кажам, со тоа што ние моравме да изготвиме акционен план кој што искрено мора да биде покриен со дел за буџетирање од општината, затоа што ние сме малку специфична комисија. Тоа го направивме, планот е доставен до општината, сега во наредните седмици ќе биде сигурно и разгледуван на
седница на Советот на општината, затоа што сите оние активности што ние ги работиме не се вградени, да речам, во работата досега на општината и на некој начин ние мора да испровоцираме да добиеме поддршка за некои активности. Ке бидам искрена, она што го планиравме, во голем дел го лоциравме на она што значи наши лични капацитети, значи што ги имаме ние како членови на комисија, меѓутоа и локални соработници. Значи, гледавме да бидеме така, на некој начин поштедливи и да имаме малку така посигурни чекори и да ги користиме ресурсите од нашата средина. Сите активности се осмислени во тој аспект, па ќе видиме како и останатите колеги советници ќе реагираат на тоа. Меѓутоа, должам да кажам дека во комисијата составот е од двата, да речам, повеќе присутни политички блока, така да она што го најдовме како заедничко решение, како она што значи акционен план, значи се согласивме сите и сметам дека не би било пречка понатаму да можеме да ги реализираме активностите. Зошто би барале буџет, еве би споменала некои од активностите. Значи, генерално некои работи што се однесуваат на диагностицирање или сондирање на одредени состојби во делот на родовата равноправност, како што рековте вие, затоа што тука може да се види каква е состојбата, за да можеме да направиме интервенција во одредени области. Средношколската младина ќе ни биде овие 2 години така приоритетна област за работа, за да видиме како тие чувствуваат односот меѓу половите, меѓутоа и она како во општеството имаме доволен простор сите. Исто така ќе поведеме грижа за да можат одреден дел на жени кои што не можат да остварат прегледи за надојките, да им обезбедиме тоа, затоа што генерално знаеме дека тука имаме проблем како општина, затоа што нашите граѓанки не можат да се немаме мамограф во државната институција, па сето тоа е сведено на лично плаќање од нив, да може општината нешто да ни помогне. Тука колку ќе успееме, пак ќе бидам искрена, ќе видиме понатаму. Друга област која што сакаме да ја негуваме овие 2 години, за која што веќе имаше информација во медиумите, ние сме многу горди што женскиот фудбал равноправно се развива со машкиот фудбал. Значи, тука покажавме дека стереотип и предрасуди не смееме да имаме по ниедна позиција, значи женските исто квалитетно како машките играат фудбал и тука сакаме овие 2 години како што го направивме планот малку да потенцираме дека всушност тука сме еднакви. И по другите сегменти, другите области на живењето во Кочани да биде поставено на тој начин и да се види дека можностите не се тие, дека сме равноправни. Имате ли контакти со слични комисии во другите општини за да ги преземете нивните искуства и сознанија од досегашната работа? Па веќе реков, нашата комисија можеби во Советот невидлива, меѓутоа не имавме многу активности, бевме присутни како членови на комисијата и во собраниската расправа на нашата комисија во собранието. Бевме поканети и бевме присутни таму. Исто таму се потенцираше дека треба регионално малку да имаме соработка. Ние тоа го направивме и на средба кога македонското женско лоби ни беше на посета во Кочани, значи регионалната средба беше тука. Разменивме дека комисиите мора да соработуваме едни со други. Сега сме на чекор дека го правиме планот. Кога ќе плановите ни поминат, значи ние од почетокот на јануари таму ќе имаме поинтензивни контакти, за да можат и другите да знаат што ние работиме, како искуство да понудиме на другите општини и таа соработка мора да постои. Генерално, Собраниската комисија секоја година ангажира некоја институција за да може да се види каква е позицијата на државно ниво и ќе бидам искрен на последното што ни беше презентирано дека има благо движење, дека се движиме понатаму, меѓутоа уште многу работи ќе треба да се сработат. Ние сме тука да одговориме на барањата, секако како советници, она што ни го делегираат нашите луѓе што не бираат во Советот, имаме обврска да работиме и на тоа поле, затоа што често пати и последната седница покрајна една дискусија дали само присуството на Советот значи дека треба да бидеш добар и ефикасен советник. Јас би рекла дека улогата на советник во општината е улога која што обврзува
и која што бара повеќе простор. Не е само присуството на седниците, ќе речеме, овде се комисиите, овде се настаните кои што се случуваат во нашата непосредна средина, да бидеме присутни, се во интерес на граѓаните, затоа што и делегирањето и улогата ни е всушност така. И ќе бидам искрена, ние како членови на комисија овој период прилично доста време потрошивме на подготовките за акциониот план и некои активности кои што планираме понатаму да ги реализираме. Имаме позиционирано и некои аспекти на тоа малку да популаризираме дека Кочани е сепак земјоделска средина и да се даде повеќе простор на руралната жена, меѓутоа низ аспектот на руралната жена ќе речам дека руралното живење и на мажите и на жените е малку поинакво и тука малку да дадеме свој допринос во освестувањето на тоа дека тоа е многу битен дел од живењето на Кочани, затоа што Кочани економски би можело и многу подобро да живее, доколку на тој аспект на тоа живење и на тие луѓе им даваме повеќе подршка. Значи и тука ќе имаме некој дел со кој што планираме да работиме во иднина. Нема ли таквото потенцирање на улогата на жената во општеството да предизвика контраефект, односно да се добие впечаток дека таа се наоѓа во подредена положба? Оно што го работиме, ништо не правим везано лиза. Значи, тоа што ќе потенцираме рурална жена е од причина што жени земјоделки многу малку се регистрирани во Кочани, за разлика од мажи. Значи, позицијата е таа. Иако ќе бидам на моја огромно задоволство оваа година, женат најдобар земјоделец наградата ја доби жена, меѓутоа јас не го гледам од тој аспект, значи да биде жената потенцирана. Ние сме сите исти во сето тоа. Значи, сите во тој дел на работата секој си има своја содржина која што си ја работи и не би сакала да биде од позиција на потенцирање на руралната жена, него едноставно рурално живење и перспективите на она што може општина Кочани да го има со руралното живење. Со тоа што ќе речам дека обично кога ги работиме активностите, руралната жена по она што ги има обврски домашни, значи малку е ставена по страна и ќе се сложите кога имаме некои среќавања и вие кога сте били ќе приметите дека машката популација е например повеќе присутна и сега сакаме да одиме на тоа освестување. Сите треба да бидеме информирани. Па кој колку може и како може да се вклучи во тоа. Значи тоа ќе биде поентата на действувањето на самата комисија, не премногу потенцирање на жената, затоа што ќе бидам искрена и од областа од која што сум јас, премногу потенцирање на нештата значи дека нешто премногу фали, дека треба нешто да се смени. Јас не чувствувам дека до тој степен сме ние, значи јас би сакала рамноправно, со еднакви можности, да бидеме сите вградени во тоа и секако да допринесеме, да имаме подобра клима, подобро живење и да можеме сите на некој начин да бидеме задоволни од она што ќе го сработиме. Лично мислење, дали една комисија каква што е комисијата во Советот е доволна за да се реализираат заложбите кои што се и уставни за еднаквост меѓу мажите и жените? Па ќе бидам искрена, некој ќе рече направи комисија за да не ја завршиш работата, ние обично така имаме. Меѓутоа јас имам друга позиција во тоа. Јас секогаш велам, малите, но сигурни чекори некогаш се подобра гаранција од колку правење на нешто бомбастично, нешто видливо, затоа што некогаш некои работи во општеството ќе направат поместување иако се мали и ситни. Вака ја доживуваме и нашата комисија, значи некои сегменти од работата сепак можат да допринесат, значи да може да има придвижување во поглед на тоа. Еве, иако можеби навидом не изгледа дека имаме доперни точки, ние во нашиот акционен план имаме иницијатива за отварање на прва сувенирница во Кочани. Веќе знаете дека и имаше советнички прашања на претходниот совет околу тоа. Уште не ни беше концептот цел, па ќе бидам искрено 20 членови од комисијата дискутира, а ние веќе ги бевме поставили работите. Значи, сувенирницата нема да биде од типот на тоа дека ние треба да бараме некои средства и да распишуваме конкурс, него да имаме локалните ресурси да бидат вградени во тоа, да можеме во Кочани, кога луѓе не доаѓаат од страна, да понудиме да понесат сувенир, што значи Кочани. Не треба за тоа многу, ќе бидам искрена. Еве, ќе речете,
реков мал сегмент, меѓутоа може да предизвика многу движење. Значи една потреба која што се чувствува, еве ние можеме да ја задоволиме со тоа што како идеја ни дошла како комисија. Па останатите ќе ни се вградат во сето тоа, затоа што имаме простори за економија и за некои други содржини кои што можат да бидат внесени тука. Значи пак ќе речам, мала комисичка, мали чекори, меѓутоа можеме да предизвикаме движење и ќе се сложиме. Секој поединец, јас велам, луѓето често пати и кога разговарам со нив, јас што можам да направам, секој може да направи. Секој може да предизвика движење. Сите сме битни во општество и така треба да се чувствуваме. Се добива впечаток дека нема да користите класични методи за исполнување на целите на комисијата за еднаквост на мажите и жените, што впрочем се и уставно загарантирани. Да, Уставот треба да го почитуваме сите без разлика на тоа, тука да бидеме еднакви секогаш, што јас го велам. Меѓутоа ќе бидам искрена, ние како сакаме можеме да ги интерпретираме, значи заложбите во тоа. Некој може само субопарно да рече да, тоа е да има мажи и жени, не. Јас секогаш и како психолог, значи одам на освестување. Меѓутоа, на моје огромно задоволство што приметив дека и колегите, останатите членови го почувствуваат тоа и така ни се вградени активности. Значи, некои активности кои што навидум, кога ќе ги видите, немат доперна точка со тоа да бидат еднакви можностите меѓу мажите и жените, меѓутоа ќе видите дека низ активностите всушност целта е постигната. Значи, тоа е нашата цел во сите планирање на сите активности, да се види дека секој е битен. Значи, тоа е пораката, тоа е содржината. Секој е битен во правењето на атмосферата, климата и сето она што не се случува. Значи, не одиме по тоа дека треба да имаме мажи и жени, значи како еднакви сме сите. Може и така на некој начин да го доживееме и затоа активностите се пласирани од тој аспект, а на тој начин ќе се сложиме. Кога ќе направиме таква клима, таков амбиент, ние ќе ги загарантираме и условите што Уставот не ги бара. Сега малку да поразговараме за она тема која што е неминовна, како член на Советот, еве би рекол истекуваат првите 10 месеци од мандатот, односно годината ќе ја заокружите. Какви се впечатоците? Исполните ли се дел од очекувањата пред да се влезе во политиката? Па сега ќе кажам личен, субјективен став. Значи, кога влегов како член на Советот, искрено имав друга позиција за работата на Советот. Меѓутоа, јас сето на што како личност и како професионален потенцијал го поседнувам, се трудам да го вградам во работата на Советот. Значи, бидејќи сте така сведоци присуствувате на нашите седници, значи се трудам по сите оние точки каде што можам да дадам допринос во своји дискусии, во своји некои предлози и како обичен граѓанин претходно и сега како советник, значи да ги пласирам, да се слушнат. Советничките прашања исто постојано ги користам како можност и ќе бидам искрена, мене оваа позиција ми е предизвик. Значи, видов дека Советот, иако ние генерално граѓаните, јас претходно како обичен граѓанин, значи го доживува Советот малку поинако. Советот е, ќе бидам искрена, многу мокно оружје за действување на општината. За мене Советот е огледало на тоа како функционира една општина. Како се почитуваме во една општина, како дискутираме во една општина. И тука гледам некои работи дека може да предизвикуваме промени. Значи, не само по себе дека присуството на Советот, ако бидам присутен или не. Многу е битно дали сум ефективен советник или не. Тоа е мојата позиција во работата на улогата како советник и сметам дека луѓето сега е уште кратко време, меѓутоа ќе почувствуваат дали ваков облик на советничко работење ќе предизвика движење во самата општина, а ќе бидам искрена, често пати кога зборувам за Кочани, јас зборувам со многу љубов. Иако не сум родена во Кочани, инаку ќе бидам искрена, Кочани така си има малку еден простор кој што сака да го потенцира дека ние сме многу време во Кочани, да јас сум исто многу време во Кочани, 23 години веќе функционирам во Кочани и во градот во кој што сум родена, всушност ништо не сум дала од моите лични капацитети, сем додека сум била ученик. Значи, сите мои
професионални можности, лични капацитети и сето тоа јас сум го вградила во Кочани и премногу го сакам Кочани. Тука растат моите деца, тука живеам јас, тука имам семејство и тоа е мојата позиција. Јас сакам Кочани да биде убаво место за живење за сите и ќе се трудам колку се моите можности од секој аспект да гледам да предизвикам некои промени и сепак Кочани да биде она што треба да биде, затоа што јас гледам многу потенцијал во Кочани, Кочани има многу потенцијал и јас паметам едни и други моменти од Кочани, меѓутоа јас минатото го оставам секако назад, значи од она што сега како ресурс го имаме, можеме да одиме напред, само колку сакаме да го оствариме и дали тоа ни е приоритет на некој начин, ќе покажат и условите и она како ние ќе работиме, меѓутоа ќе речам, за мене лично многу е предизвик што станав дел од Советот и како член на Советот, значи на некој начин сепак да допринесам, пак ќе речам, за она моје Кочани да биде како што јас чувствувам и некои мои сограѓани. Дали бурните и остри дискусии на седниците на Советот на општината значат желба за решавање и промена на некои состојби во општината? Тоа е личен избор, значи сите сме различни луѓе. Јас гледам секогаш и кога влегов во политика, јас претходно многу често патував, малку бев актуализирана во Кочани, меѓутоа гордо кога ќе застанев на обука како мастер, кога ќе кажав дека сум од Кочани, јас тоа гордо го кажував и секогаш ќе речам дека бев на некој начин модел за презентацијата на Кочани и секогаш го почитувам тоа. И пак кога зборувам о тој аспект велам, секој има лични капацитети. Значи јас она што професионално и лично сум била претходно, сега не можам да се сменам. Значи јас не можам да дискутирам така, може би приметивте, некои колеги имаат таа вештина и јас и таа вештина почитувам. Меѓутоа генерално ќе видите дека сепак имаме амбиент кој што не е премногу дрзок. Тие моменти мора да постојат и секако сите сме заради тоа и различни. Некојаш треба и да се биде остар. Како и јас во еден сегмент кога реагирав за одредена работа која што лично сметав дека треба да бидам поостра, значи тие дискусии се дозволиви. Меѓутоа ќе бидам искрена дека барем досега како што функционираме, не сме имали некоја премногу остра реторика, значи сепак е било на ниво на разбирање. Сега понатаму како ќе се задржи таа клима, ќе видиме. Меѓутоа, едноставно тоа е, а секако ќе речам, значи, во суштина треба луѓе од секаков профил. Јас лично, значи, секогаш гледам да без аргумент, без нешто да нема основа, јас не го пласирам тоа и не користам лични навреди. До сега, мислам, и климата била таква и ќе се трудам во иднина, меѓутоа, сепак ќе кажеме искрено, не знаеме како ќе бидат околностите. И знаете што, јас склучив дека за работата на Советот, климата и каква реторика има, многу улога има председателот на Советот. Значи, самиот амбиент, каде ќе треба да се прекине, каде ќе треба нешто да се интервенира, сметам дека не случајно е делегирана таа улога на председателот на Советот и тука сметам дека иако некогаш нешто би излегло од контекст, значи на сите тие работи, првиот меѓу нас ќе речам дека секогаш е најмногу повикан, а искрено ќе бидам искрена, Кочани е културна средина за живење и сметам дека ќе мора сите да си го задржиме нивото за кое што сме таму сепак, за да можеме да дебатираме, да се убедуваме и да донесуваме заклучоци за оно што е интерес на сите граѓани. Како граѓани, како јавност, очекуваме поголема активност на комисијата чии што председател сте, именување на впечатокот што досега го имаше за неа кај нас. Па вака, јас би рекла дека комисијата и претходно работела, меѓутоа содржината на работа била поинаква. Ние сега ќе се потрудиме да промениме нешто, колку ќе видат ефектите од самото тоа, значи ќе покаже времето, ќе можеме да видиме на крајот како ќе се одвиваат работите. Не секоја активност мора да биде видлива. Јас искрена ќе бидам, јас сум за транспарентност, меѓутоа не за многу потенцирање на нештото. Кога нешто премногу се потенцира, значи пак веќе споменав, за мене не е нешто во ред, или ќе сакаме премногу да се пласираме, или ќе сакаме да прикажеме поинаква слика. Јас би била срекна да 60% од активностите што ги планираме поминат онака како што ние сме ги планирале, па да имаме една база
на податоци како Кочани се движи во поглед на ова прашање, да предизвикаме кај одредена структура на луѓе малку промени во свеста. Јас би била премногу задоволна без да имаме некои настани со кои што ќе можеме да имаме многу народ, да ни ракоплескаат за активноста. Значи, ќе бидам искрена, а содржините од ваков тип, кога се работи, значи мора да бидат подискретни и ненаметливи. Така и ќе работиме ние како комисија, а секако ќе информираме за тоа што е претходно веќе сработено. Благодарам за разговорот и посакувам успех во работењето на комисијата. Благодарам за поканата и ми беше задоволство вака и со граѓаните и со вас да споделам тоа што ние всушност работиме и до некоја наредна прилика, доколку би не поканиле, сепак би кажале како не одат работите понатаму. Ви благодарам и вам и поздрав и до гледачите на вашата телевизија.